Тема од култура интересна, ќе најавиме убав концерт кој што Скопје ќе го вброи во листата на метрополи во светот, каде што за прв пат ќе се случи еден ваков концерт. Ајде одам поред, прво да ја поздравам мојата соговорничка, секогаш кога ќе биде наша гостинка, навистина ни е чест и ни е убаво 10 минути да поразговараме со неја. Добро утро за Ѓурѓица Дашич, диригентка во Профундис, камерен оркестар кој што веќе постои 3 години. Го промовирате квалитетот, ја промовирате музиката на еден ваш автентичен начин и ви благодариме за тоа. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и на отстапениот медиумски простор. Она што ќе биде во фокусот во овој наш разговор е една убава концертна магија која што ќе се случува во Скопје, концерт под свеќи. За што станува збор? Како и секогаш, камерниот оркестар Профунди се стреми кон иновативни и особени концертни представувања, така и овој пат. После исклучителниот мултимедијален проект Грув, кој што го поставивме минатата година, овој пат Candlelight, концерт под свеќи, еден светски тренд што се случува минатата година, а за прв пат во Македонија и на Балканот со камерниот оркестар Профундис и со исклучителниот солист Марио Хосен. Ни доаѓа еден од најпознатите виртуоз на виолина во Скопје. Сега со овој концерт Скопје се вбројува во листата, во мапата на 178 метрополи, каде што ќе биде изведен еден ваков концерт. Така е. Тоа е убав податок. Така е, апсолутно се вбројуваме во листата на сите тие градови. Исклучително сме горди на сето тоа. Навистина, исто така се гордееме што за прв пат Скопје на Балканот е град во кој се случува Candlelight. Значи концерт под свеќи, тоа значи илјадници свеќи на сцената, светлината на свеќите ќе биде доминантно доживување во придружба со исклучително капитални дела, класични капитални дела на сцената на големата сцена на Филхармонија. Да, тоа сакав и да прашам каде ќе се одржува концертот, кога е неговиот датум, како оди заинтересираност околу влезниците, околу билетите? Концертот се случува на 12 април во големата сала на Филхармонија. На наша голема радост има голема заинтересираност за билетите. Концертот е малтене пред распродавање и ние дефинитивно сме сигурни дека ова ќе стане традиционален концерт во Скопје, па и во сите останати градови во Републиката. Заслужува Скопје едни вакви поинакви, уникатни музички искуства, верувам ќе се соглаши со мене. Секогаш гледате, за кои концерти да сме зборувале ваш, секогаш гледате да внесете некоја уникатна и оригинална димензија и еве веќе 3 цели години како постоите, за само 3 години публиката 4, се извинувам. Да, меѓутоа добро, таква информација добив, се извинувам, но ете за овие 4 години колку што постоите, веќе публиката за толку кратко време успеа да го препознае тоа. Апсолутно. Го препознавате ли вие дека го добивате тој фидбек? Се согласувам со тоа. За овие 4 години ние навистина направивме еден исклучителен скок во развој, што би се рекло, и како самото создавање на камерниот оркестар Профундис беше исто така еден импакт на нашата класична музичка сцена. Самиот камерен оркестар Профундис е веќе синоним за квалитет и во нашата земја, но и пошироко и на Балканот. И исто така секогаш се трудиме да имаме особеност на концертното представување, дали во поглед на програмата, дали во поглед на солистите или на самото визуално представување. Се враќаме повторно на Марио Хосен, сакам во 2-3 реченици од неговата биографија да доловиме кој виолинист ни доаѓа во Скопје. Марио Хосен е исклучителен виртуоз, значи светски познат виолинист кој настапувал и со Лондонска филхармонија, со Виенска филхармонија и така натаму со светски имиња. Тој е исто така амбасадор на Европа Паганини патот. Тоа значи дека е исклучителен познавач на твориштвото на Паганини, неголемиот композитор, виртуозен композитор за виолина. Исто така тој ќе изведува едно дело кое се вбројува меѓу најтешките дела напишани за виолина и многу ретко се изведува во живот токму поради неговата исклучителна тежина.
И се враќаме повторно на вашиот камерен оркестар. Сакам да ги поздравам сите членови. Таму навистина членуваат наши врвни, познати, признаени музичари, инструменталисти. Верувам дел од нив не следат сега во моментов, па еден поздрав да им упатиме. Така е, апсолутно голем поздрав за сите членови на Профундис. Во Профундис членуваат концертмајстори и заменици од двата национални оркестри и од Националната опера и од Националната филхармонија. Тоа е оркестар кој се стреми само кон квалитет и ништо помалку од сите тоа. Тоа веќе се гледа. 4 години навистина вака звучат малку, нели за постоење, меѓутоа успесите ги нижете од концерт на концерт. Би сакал на крај да направиме едно резиме, така некако и го почнавме разговорот, но сега да бидеме подетални. Последен пат се видовме, па можеби поминаа неколку месеци, некаде на почетокот од оваа година, чинам во нашето старо студио ни беше гостинка. Така е. Кога зборувавме за почетокот на годината, сега ако може до сега да ја оцениме сезоната за Профундис, тоа би бил одличен пет. Ние имавме навистина исклучителна сезона. Значи, после мултимедијалниот концертен спектакл што го поставивме на големата сцена во Националната опера, каде што ни гостуваше исклучителниот виртуоз на виолончело Драган Ѓорѓевиќ Сузуки. На концертниот подиум заедно со нас го имавме светски познатиот виолинист, концертмајсторот на Лондонската филхармонија Роман Симович, со кого дадовме еден исклучителен концерт во средината на октомври. Исто така имавме проект со Балкан Опера студио во копродукција со Литванската опера. Тоа беше исто иновативен проект. Имавме работилница, едукативна работилница со музичкото училиште Пијанофорте, која стана традиционална и која повторивме и оваа година и на која сме особено горди, во која младите музичари работат заедно со нас, ги придружуваме, солистите ги придружуваме и на тој начин тие создаваат искуство и имаат допир со една поинаков тип на оркестарска литература. Исто така, гостувањата, да не ги заборавиме, гостувањата на Котор Арт, Раванелиус, кои беа исклучително успешни, каде што добивме стоечки овации во Нови Сад со Ирина Мурезано, гостувањето исто така и навистина можеме да кажеме дека за овие 4 години со повеќе од 30 на концерти и представување на престижни фестивали како во државата на Охридско лето, Динови на македонска музика, есенски музички свечености, Златна лира и така натаму, така и интернационални гостувања, турнеја во Италија, исто така Котор Арт како еден од најпрестижните фестивали на Балканот. И тој пат на интернационални представувања го продолжуваме со следно интернационално представување. Ова година одиме во јуни во Софија на Софија Music Weeks. Тоа е еден фестивал кој е еден од најреномираните фестивали во Бугарија, во Софија и има традиција подолга од 60 на години. Благодарам за овие споделени информации. Го завршуваме разговорот со покана. 12 април, Македонска филхармонија. Така, драга публико, 12 април Македонска филхармонија, ви ветуваме исклучително доживување под светлината на свеките. Благодарам, Ѓурѓица, за гостувањето во Македонија наутро. Посакувам убав и успешен концерт. Верувам ќе се видиме ние за брзо, со оглед на вашите активности и темпото. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш.